на трет ден Божик, добре дојдовте во третото издание на Надкаст. Јас сум Љупчо Цветановски, имам чест на овој ден мој гостин да биде Иван Стоилковиќ, вице-премиер и министер во Министерството за односи со заедниците. Добре дојдовте. Подобро најдов. Бог се роди, честити празници. Ваистина се роди, да сме живи и здрави. Министре, утре, еден ден, значи од денеска натаму, ќе имате интерпелација или, подобро кажано, обид за интерпелација од 18 пратеници на ДУИ. Како гледате на овој, според многумина, очајнички крик за внимание на партијата, бидејќи да бидеме реални од таа интерпелација ќе има ништо друго, освен ДУИ да излезе и да си окаже тоа што треба да си окаже? Во политиката прво нема ништо случајно, ниту наивно, ниту пак се они наивци во политиката, напротив, тоа се сериозни луѓе. И без оглед на се треба максимално концентрирано да се приде кон утрешниот ден, за да може да се заврши на најдобар можен начин со оглед на тоа што ова не е класична интерпелација во смисла дека они имаат одреден број на гласови или имаат одредена политичка атмосфера за спроведување на некоја синјуна програмска определба. Напротив, ова е продолжување на она што беше пред објавувањето на црната листа, а тоа е продолжување на обидот да се влие врз населението за да се во блиска иднина предизвика политичка дестабилизација во државата. Така да од тој аспект работите се сосема чисти и јасни и они сем гола омраза и обид да се прикажат како се албанците се загрозени во Македонија, како албанскиот јазик е загрозен во Македонија и сето останато ќе се обидат да направат хомогенизација каде дел од населението во Македонија за да може да спроведуваат некакви синивни политики. Мојата првична оцена е дека ниту интерпелацијата, ниту нивната политика нема благи врски со реалноста, меѓутоа да ги оставиме сами да се уверат во такво нешто. Во нивното објаснување зошто ја поднесуваат ова интерпелација против вас, меѓу другото, нели, против министерот Тошковски, велат дека сте верен поддржувач на српскиот свет и докажан проруско-путински приврзаник, односно дека терате агенда, тој е многу интересен момент, ДУИ го кажува тоа, партија која што знаеме, особено 7 минати години што правеше, вели, неговата политика е обид за поделба и ослабнување на државата, при што интересите на други земји се ставаат пред оние на граѓаните на Македонија, не употребуваат северна, и тоа е многу интересно за ДУИ во ова образложение на вашата интерпелација која што излезе денеска, но еве, дали сте странски шпион, како што викаат ДУИ? Или да ви се обратам Бонд, Иван Бонд, или како се представувате? My name is Bond. Да. Да не е тажно би било смешно. Про тоа да го кажуваат луѓе кои немам појма, се докажаа во својата дејност кога станува збор за Македонија, кога станува збор за некакви се убедувања, кога станува збори за нивното име, така наречен Европски фронт, уствари не е Европски фронт, тука е фронт за омраза и нетрпеливост. Така да не гледам некаква посебна причина да им одговарам, а и ми вашата ова емисија или вашето гостување кај вас не е под онија серија на подкасти, него надкаст. Ќе се обидам бидам над состојбата, над реалностите, затоа што ако навлезам во објаснувањето на реалноста на луѓето кои се потпишани за интерпелацијата, тоа може лошо ќе се заврши за нив од аспект што половината од нив се криминалци. Па сега ако криминалот е некаква европска вредност и вредност со која тие се фалат, тогаш окей, нека им стои. Меѓутоа мислам се покаже дека нивниот криминал и нивната посветеност кон дестабилизација на државата го карактеризира и Стејт департментот со ставање на црна листа на клучниот човек кој ги водеше сите овие активности. Така да не знам до кога му се обраќаат, дали на мене или сами на себе си се обраќаат. Мислам дека подобро е да се погледат во огледалото, па дури кога ќе извршат сериозна анализа на сликата што ја гледат, да зборуваат за други. Што се односи до мене во изминативе неколку месеци се покажа кој колку зошто се грижи и мислам дека тука е главниот проблем кога е интерпелацијата во врска со мене прашање, бидејќи не можат или се обидуваат да избегнат тоа дека се србомрзечка комбинација во приказната и се обидуваат на таа политика да градат политички поени,
Сега ќе го обвиниме и за проруска приказка и ќе го обвиниме и за се нешто, само себе да се обидеме да се сочуваме за чисти. Не можете нешто што е валкано до зла Бога да го представите како чисто, пошто тоа што е валкано до зла Бога, граѓаните на Македонија го препознаи на избори. И не случајно ги ставија таму каде што припаѓаат, а тоа е на сметлиште на политичката историја и се додека таа групација поранешни припадници на УЧК со половината од нив повеќе со раце длабоко заглибени во крв, најверојатно се така ќе се однесуваат, меѓутоа времето ќе покаже дека и тие ќе морат некако да излезат од шинјелот на она и да почнат да действуваат вистински онака како што се барањата на актуелниот момент и како што се барањата на граѓаните на Македонија. Дали двата основни мотива, токму вие ги лоциравте, едниот е продолжувањето на она ступидна, да речам, приказка за дестабилизација која што нема благе вези и беше симната од агендата по шлаканицата токму од американската амбасадорка која што им кажа тоа што требаше да се каже и потоа ги снема, но и вториот момент, оној дефокус, ширење на магла од она каде што се наоѓаат сега токму благодарение и на црните листи, но и на криминалот за кој што се обвинети 5-6 функционери, веќе првпат во историјата дали функционер на ДУИ е обвинет, но не е еден, освен Груби и неколку мина на пониско ниво. Дали со ова прават еден дефокус од целата приказка и наводно ја продолжуваат приказката за дестабилизација, бидејќи корените им се од онаму каде што кажавте, дали со ова всушност прават една магла, еве сега ќе имаме интерпелација и крадецот ќе вика фати го крадецот. Тоа е повеќе од очигледно, затоа велам дека не е наивно. Они се насочени кон сопственото бирачко тело, не треба да изгубиме од вид дека некаде кон крајот на ова година ќе има локални избори и очигледно дека борбата за нивното бирачко тело допрево предстои. Така да јас сметам дека ние сме само попатна станица во тој процес, меѓутоа што ние како попатна станица мораме да ги издржиме тие напади, тоа е сосема легитимно од нивна страна, меѓутоа нелегитимно е да се представувате за европјанин, а да бидете обичен крадец. Неубаво е да се представувате за европјанин, а да условно кажано протежирате вредности кои немаат врска ни со Европската унија, ни со европските вредности, ни со ништо, туку напротив. Така да криминалот, корупцијата и сето она што е поврзано со нив нема врска со европска вредност. Сега колку и како треба да им се докажува, јас навистина не знам, меѓутоа повторно се враќам на почетокот. Политичката групација која после 20 и нешто години остана со кратки ракави и која не сакаше да слуша. 2016 година кога правеше коалиција со малцинската македонска партија, повикувајќи се на демократските вредности, едноставно се најде во состојба сега да плука врз сето она што го направи самата во 2016-2017 година. Никој не им е крив што го згазија Мајскиот договор, што ги згазија сите договори во врска со споразумението на рамковниот договор и најдоа послаб македонски партнер, односно го избраа послабиот македонски партнер за да можат да наметнат своја политика и своји услови во политички живот на Македонија, и едноставно дојде време таа казна да си ја платат. Добар ден, во реалноста, што сами си ја баравте. Никој не ви е крив, што сами ги срушите сите оние постулати и сите оние политички активности за кои најповеќе се залагавте и за кои се боревте. И сега реалноста е сосема друга. Граѓаните ве видоа какви сте и што сте, и едноставно ве казнија. И уште нешто. Таму кај тие 18 луѓе, јас денеска доби некаков список на луѓе кои ќе зборуваат за мојата интерпелација. Мислам, не знам како не им е срам, не им е срам во смисла политиката, они се безсрамници во политиката дефинитивно, како не им срам на некои луѓе кои се поврзани со милион корупционерски и криминални скандали да се јавуваат утре да зборуваат например за мојата интерпелација. Ако ништо друго, барем јас сум што се однесува до криминални корупција чист како солз. Се зборува Пуцко Петрол, да не зборуваме, али ако треба утре сол за Артан Груби го употреби тоа да не направи паралела некоја да. Да, меѓутоа он знае се кај заврши и се гледа кај заврши. Дури замислите, мислам дека македонската јавност немаше поема ќе завршам, нема да заборавам кај тргнав.
Замислите македонската јавност мисли дека немаше појма дека он е професор на некој факултет. Така. Каде му се тие дипломи, од каде му се тие титули, од каде е воопшто произлезен политички процес еден ноторен криминалец да биде професор на Да најдеме студент на кого му одржал час. Па ја мислам дека така. Нема, тоа е јас мислам дека така. Јас мислам дека така не постои. Има муаве само да. Да заврши за Путско петрол. Мислам, сосема јас не работи. Дури еве ќе кажам дека и кај мене во министерството сега најновиот тендер за гориво го доби Путско петрол. Значи кај мене немаше никаква одбивност или ништо друго. Едноставно тоа се законски процедури и секој кој е најповолен ги добил. Меѓутоа тој има еден куп опашки кои позад за неговата политичка и економска работа. Тоа е првата работа. Втората работа, Муса Џафери. Човекот кој подигал касата од пари од касата на министерството и никош не ги вратил, никош не се оправдал, зашто е поднесена пријава во финансиската полиција. Немам што ви кажам. И сега јас треба да размислувам за политичките консеквенции во однос на мене, мојата работа, ајде да кажеме целокупното владин кабинет, за целокупното парламентарно мнозинство и сето тоа да дојде од група на очигледни криминалци. Уште Артан Груби фали во приказката. Недостасува да се јави за дискусија уште Артан Груби, меѓутоа на нив не им смета. Може би видео повик нешто ќе се вклучи од каде и. Мислам дека на нив не ги смета тоа, на нив им смета она што се крчка во министерството таму кај мене, затоа што веќе имам адхок финансиска ревизија, веќе знам како ќе заврши. Ќе заврши со уште низа на кривични пријави и кривични постапки, така да тој аспект мислам дека е сосема јасно. Зошто е толкова голема галамата? Затоа што и сум рекол и многу пати порано и сега ќе повторам, јас дојдов во министерството кое тоа воопшто не беше, тоа беше приватна компанија на Артан Груби и на Демократската унија за интеграција. Така да Дали најдобар знак за ова што се случува е тоа моментот што СДСМ, кои што се познати како Серџи пер екселанс, се откажа од поддршката, не дадоа поддршка за вашата интерпелација и за Тошковски, колку тоа кажува дека некој се откажува народски кажано од ѓаволот и не сака да си има работа, дури една СДСМ, која што веќе исто така има еден куп функционери со кривични пријави, а знаеме дека ќе има уште многу, но еве токму тие се тргнаа настрана од целата приказка. Колку е ова знак дека нешто се случува во државата интегративна, дезинтегративна. Ова е порака на Дуи, не е порака кон никој друг. Порака кој Дуи дека очигледно претерале во својата политика, а главен корисник на нивните така наречени услуги во политиката беше Социјалдемократскиот сојуз, кој ги понесе сите консеквенции за владењето во изминатите 8 години. Така да претпоставувам дека без оглед на сега не се толку големи самоубици. Камикази, не се. Претпоставувам. Мада со политиката што ја водеа, покажа дека дното нема дно, меѓутоа сепак тоа е една од поголемите македонски партии и мислам дека е можеби дојдено време за нејзина консолидација. Сега тие треба да си го изберат патот дали ќе се консолидираат или ќе понатаму ќе се држат за давеникот. Ако се држат за давеникот, очигледно дека нема далеку да стигнат. Она прашање што си го поставуваат, претпоставувам многу македонски граѓани, бидејќи го наследивте министерството на Артан Груби, кој што беше за политички систем и за односи односно меѓу заедниците. Прашањето главно кое што е потикнато од граѓаните и имаме слики за тоа и видеа, ви ги оставили Артан Груби голчињата и кошот во министерството. Тие му беа многу битен инвентар, очебино само и за тоа се појавувал таму, бидејќи многу и него гледале него, како и дел од работените кои што не се појавува, ви го оставили голчето и кошот. На жалост, ни голче, ни кош, ни фудбал, ни баскет, ни филџани, ни чаши, ни кафе, ни апарати за кафе, ни вода, ништо. Едноставно, дури ни телефони нема во министерство. Чисто информативно да знаат луѓето. Мислам, земски линии. Јас како министер немам земска линија во кабинетот, затоа што сето тоа кој влегов внатре беше растурен. Имаше камери некакви во кабинетот ставени кои беа извадени. Нема ниту попис колку што знам. Така. Пописот не е направен никогаш во министерството. Јас не знам која државна институција, затоа реков ќе има многу уште кривични пријави, затоа што јас не знам која институција
во државата ги прифаќала завршните сметки на министерството, кога секогаш кога понесувате завршна сметка морате да поднесете и пописна листа. Никогаш не е направен попис. Ние прв пат правиме попис на финансиски средства и попис на инвентар во министерството сега. Прв пат правите и ревизија, чинам, така? Прв пат, не, повикавме, не, сега да. Повикавме, се пријавивме за редовна финансиска ревизија, меѓутоа пошто многу долго се чека, еве да ги кажам, тоа се дел од тие аномалии на системот кои се јавуваат. Најавена е ревизија за дека ќе дојде во министерството 2016 година, 2026 година, што значи дека ќе го испитува моето работење во 2025 година, оно што било претходно нема да биде испитувано. Меѓутоа, нели има решенија, побаравме ад хок финансиска ревизија од Министерството финансии и они ја завршија својата работа. Резултатите се толку грозни и катастрофални да дури ќе мораме да одиме и на затворена седница на владата за информацијата во врска со извештајот на ад хок финансиската ревизија во Министерството, така да може некоја информација да ни дадете, не мора со имиња што се случувало таму? Ги знам реакциите кои се во врска со интерпелацијата и знам дека таму лежи зајакот. Меѓутоа сега кој што работел нормално ќе се соочи со законот. Значи зборуваме за актуелни и пратеници и функционери кои што ќе си го добијат тоа што треба. Јас реков дека министерството дека било приватна фирма и тоа ад хок ревизијата го покажа на најдобар начин. Други ќе ви кажам дека една информација која е ненормална, сите оние вработени во министерството кои доаѓаат тука и кои беа распоредувани по институциите кои седат дома, а примаат плата, сето е правено спротивно на законот. И тоа ќе биде констатирано во извештајот. За колку луѓе зборуваме? Финансиска ревизија. Па сите што поминале во изминатиот период согласно лек специјалисот К5, сите се незаконски вработени. Бројка може да кажеме некоја? Па сега не знам точно колку се поминати затоа што стотици? Повеќе од илјадници. Так, 1700 мислам беше ревизијата беше не ревизијата него систематизацијата за работа беше некаде преку 2000 луѓе, така да многу луѓе поминале тука. И сите тие се без програма, предвидена програма вработени, што е спротивно на законот. Така да и тоа ќе биде констатирано во извештајот на ад хок финансиската ревизија. Така да мислам сериозни се консеквенците во однос на тоа што е правено и сериозни се, како да кажам, незаконските дејанија или сериозни се сите они антизаконски, антиуставни и антидржавни дејанија во министерството, така да мислам дека затоа и толку голема дрека се дига, галама, нешто као нешто лично се засегнати. Останува збор исклучиво за лично засегнатост во случајот. И она што мислам дека некогаш се уште не се споменува во македонската јавност, тоа е видите, ова не е само законски проблем. Ова е проблем и на филозофијата на живењето во државата, знаете. Ние сме, или јас сум сведок, или сите граѓани се сведоци дека станува збор дека живееме во време кога сите гревови ќе ти се простат. Знаете како, ќе крадеш па ќе ти простат, ќе ти прогледат низ прсти, ќе одиш во црква па ќе даваш добротворни акции, ќе спроведуваш и слично само за да си ги испираш своите гревови. Овдека се постава прашањето, па ние сите гревови кон државата кои се неопростливи во изминатиот период сме ги опростиле. Мислам дека тоа време конечно треба да заврши и дека гревот кон државата мора да биде најстрого санкциониран било кој да го направи. Така да од тој аспект таа филозофија на владење или филозофија на политичко живење во државата мора да се промени од корен. Затоа што ако не ги промениме од корен темелите на политичкото функционирање во државата, мислам дека нема многу далеко да стигнеме. Дали најдобар пример за колку било девијантно однесувањето и работењето во министерството пред да дојдете, можеби најдобар доказ дали е моментот дека работеле, односно се во странство и живеат во странство делот луѓето кои што се вработени во вашето министерство, оние што добија веднаш отказ, док таму ли одела работата, малку е налудничава работа. Малку повеќе. Така? Малку повеќе од тоа што ви прашувате. Така. Колку мина беа во странство? Имате тука некоја? Па имаше десетина. Десетина кои што си работеле, си живееле во странство, плата, зимале плата. Си плата и тера на работа. Неверојатно, не. Гледано од страна од како може да го објасни некој тоа? Ке има ли законски консеквенции за
Сите што не таму. почитуваат работна обврска во изминатиот период се соочија со законски решенија врзани со законот за работни односи. Воспоставена е полна контрола врз редовноста во работењето и морам да кажам дека во последниве 10 дена мислам дека скоро и не постојат случаи кога постои нередовност во извршувањето на работните обврски. На различити начини успеавме до тоа да го регулираме тој дел, така да ако треба да бидам нешто задоволен, тука сум задоволен, на различити начини успеавме да излеземе, како да кажем, во пресред со краците на работното време, односно нередовно доаѓање на работно време, избегнување на работни обврски, пријавување на повеќе луѓе од еден и така натаму. На различити начини успеавме да дојдеме до решение сите да доаѓаат на работа, што е така да. Ке има ли консеквенции за, бидејќи рибата секогаш смрди од главата, независно што Заев вели од опашката, нели? Ке има ли консеквенции за врхушката во министерството, конкретно Артан Груби кој што пареше и гасеше таму? Вака си има Да. адхок финанска ревизија која извештајот треба да го подготви деновиве и ја реков тоа е идеја моја да одам со извештајот на адхок финанската ревизија на затворена седница на владата, затоа што она што слушнав и што сум информиран е мощно сериозно, како девијантно однесување спротивно на законот. Ќе успеете ли да ги средите работите? Веќе повеќе од половина година сте таму или ова е невозможна мисија, не сте Том Круз? Ке може нешто да се направи, се прави? Не знам зашто ме прашувате. Јас си ветив на себе дека на 31.12 на премиерот ќе му реферирам дека Министерството од приватна фирма го претвори во вратив на државата во владење и на управување, така да тоа го сторив. Пред многу година и премиерот беше го пости министерство, мислам дека премиерот во други министерства нема се уште отидено. Тоа го сваќам за време на одбележување на денот на турската заедница во Македонија, тоа го сваќам како своевиден, кажем, признание. Своевиден почит кон она што е сработено во министерството во изминатите 4 месеци и за резултатите кои се постигнати, а не се мали. Искрено. Значи, ако се сака и ако се работи, и тоа се правело во минатото, а не се правеше, може да се средат работи. Па таа иста екипа, видите вака се, таа иста екипа, која, условно кажам, неколкумина од нив само го обслужува Артан Груби, таа иста екипа вротена во министерството, која ги стегнете, која им дајете работни обврски, денеска функционира најнормално. Сега има тука се уште проблеми кои не се решени, кои кадрски се уште не може да ги решиме. Имаме проблем со јавни набавки, немаме добра екипа, имаме проблем со преведувачи на јазиците на припадниците на заедниците. Се снаоѓаме. Крпиме, што се вика, од повеќе нешта и по различити линии крпиме за да можеме да излеземе во пресред на потребите на министерството. Така да оне кој ме нападна за сајтот дека не сум го почитувал албанскиот јазик, една безсмислен обид за напад. Секој може да провери дека сега сајтот на министерството е на јазиците на сите заедници во Македонија. Сега споро оди. Зашто споро оди? Затоа што, например, еве сега, може би глупо ќе звучи, ние немаме кој да не ги преведе текстовите на турски јазик. И имаме две вработени во министерството кои се од мешовите семејства кои се пријавиат таа работа да завршуваат, меѓутоа очигледно не се спремни, не се стручни и тоа го работеле преко Google Translate. И ни се јавија, ни се луѓе дека мислата е промашена, така да ќе ни требаат професионалци. Тоа се тие работи со кои ние секојдневно се среќаваме. Имаме проблем со превод на ромски јазик. Многу малку во државата има луѓе кои добро го познаваат ромскиот јазик за да може таа работа да заврши. Така да проблемите се присутни и затоа споро одат работите, затоа што немаше нови вработувања, не можете да примите така никаков кадар, него морате да работите со кадарот со кој располагате. И евентуално иако со законот е проблематично да бркате сега кој знае кој го превел текстот, ако му се јавите некој пријател да го преведе текстот на било кој од јазиците и да ја заврши таа работа. Така да мака се мачи, меѓутоа функционира. Вашето министерство беше најеклатантен, што ви се рекол, пример за злоупотребата на балансер од 95
5% од вработените беа албанци. Ја тука секогаш дам исправка. Да. Сите вработени албанци од ДУИ. Така. Значи, коалиционите партнери од ДУИ нема нити еден свој човек во министерството, свој човек. Ниту нема ниту пријател, ниту другар, ниту родбина, ниту ништо. Сите вработени во министерството се Партиско биро за вработување. Од партиското биро на ДУИ. Од прв до последен. Проверено неколку пати мислам. Така. Прашани коалиционите партнери, дајте некој човек да видиме со кого ќе работиме. Не, значи моравме со тие исти луѓе да седеме да разговараме, да се убедуваме за да можеме да функционираме. Може сериозно и може тешка работа. Може сериозна, може тешка и одговорна, меѓутоа сепак решлива, нели? Ако се пристапите сериозно. Ако пристапите тоа дека не ве интересира, тоа што нормално дека нема да функционира ништо. Како ги оценувате меѓу етничките и односите меѓу заедниците во Македонија, кои што во последните извештаи дури и САД и ЕУ ги оценија како солидни, добри, одлични, единствено ДУИ, нели, вели дека не се добри односите меѓу заедниците, вие како министер, сепак и после толку време на таа позиција? Па еве сега, значи, контакте со јас тука ќе ги потенцирам, да не ги изборам сите амбасадори на земјите на Европската унија, ќе потенцирам само контактот со амбасадорот на Европската унија и со амбасадорот на ОПСЕ. Интересантни средби, договори за работа мощно брзо направени. Клучите со проблеми со кои се соочуваме во таа комуникација со Европската унија и со Организацијата за европска безбедност и соработка решени брзински, затоа што и едните и другите се пожалеа дека немале увид во никако увид и пристап да видат што работи министерството или за какви активности таму збор. Сега напротив, сега сето тоа е ставено на увид. Пред новата година се обративме со писма до двете важни институции, побаравме соработка во однос на реализацијата на програма за соработка со невладините организации. Подготвуваме нова програма за таа работа која треба да биде усвоена на владата најверојатно во вторник на 14 и да го распишеме конкурсот и покрај другите новини и таа програма која усвојуваме во минатото имало, тоа била една ширина дадена каде што например, да не бидам вулгарен и да не бидам погрешно сватен, се добивало пари на црни очи. Финансиската ревизија на програмите кои се спроведувале, да не ви кажам какви резултати даде, и тоа и помина како информација на владата, веќе покренавме постапки до невладините организации да ги враќаат парите. Сакаме да направиме една поширок фронт на соработка со невладиниот сектор. Имаме сектор за соработка со невладини организации во владата, ќе ги вклучиме Министерството за европски интеграции, Министерството за правда, затоа што дел од проектите ќе мора да ги опфатат она што се битни работи за Европската унија, тоа е борбата против корупција и европските вредности кога станува збор за почитување на припадниците на правата на заедниците и генерално за правата и слободите на граѓаните. Така да тој аспект, таа соработка мислам ќе даде соодветни позитивни резултати од аспект барем од тоа што разговарам и тоа што ми е политичка идеја како министер, а тоа е некаде во извештајот на Европската комисија во јуни месец, овие констатации кои веќе ги слушате да бидат верификувани барем со една реченица во извештајот дека постои или е постигнат напредок во оваа проблематика. За колкави суми зборуваме за овие што треба да ги вратат невладините, имате? Па знаете како, тоа се 20 милиони денари расподелени на 33 невладини организации по 600.000 денари. Сите. 10.000 евра на организација. Сите еднонационални фудбалски клубови. Так. Очигледно финансирана изборната кампања на Демократска унија за интеграција. Некои дури ни документи не поднесоа како извештај за работа и слично. Сето тоа помина на ревизија во работата на министерството. Комисијата си донесе своји заклучоци, информацијата е проследена до владата и сега врз основа на тоа информација чекаме да завршат. Чекаме да завршат овие празници за да може да се поведе законска постапка против нив за да се ги вратат парите таму каде што ги припаѓаат парите во министерството. Како ќе стоите со пари оваа година согласно буџетот кој што е определен за годинава, ќе биде ли доволно, имате ли кратења многу во однос на претходниот или? Во однос на она што беше претходно, тоа е многу помало, значи на државата сме и заштедели до сега сигурно
поприлична сума на пари, од неколку ставки по 10 милиони. Фактички са буџетот на министерството е многу помало од она што беше мината година, така да и со овие средства може да се постигнат одредени резултати ако сакате да работите. Да не кажам дека во изминатиот период според оценката на некои институции Министерството за односи за политички системи и односи меѓу заедници беше четврто по степен на корупција во државата и по опасности за криминал. Се надам дека идната година нема да нема никаде. Напротив, мислам дека сум сигурен дека нема да никаде, затоа што сите спорни јавни набавки сме ги сврелиле од програмите. Да подсетам само дека имаше например две јавни набавки, имаше многу интересантни за во Пчелница по 20.000 евра годишно. Немам појма зашто ги трошеле. Немам појма зашто ги трошеле пари италијата, например. И такви работи, знаете како, мислам, просто да не верувате дека може такво нешто да има. Да кажам дека за 4 месеци немаме потрошено ниту еден денар од парите на министерството за ниту една, кажам сега, испадне дека сега не е убаво вака. Немам ни една сметка платено од сметка на министерството, се што сум платил природно. Кафански сметки, мислам, плаќа министерство, ми е малку глупава работа. Порано било тоа, мислам, добар ден. Имате сознание за нека најголема колку изнесувале некои од сметките? Не, сметките не се, големината на сметките не е битна. Битно е дека се секојдневно правени по 20, 30, 40 дена. Имало континуитет на Азис. Секојдневно, мислам, превеќе е проблемот е што е секојдневно. Ајде да кажеме 10 дена па 2 пати, па ако имате нормално, ако имате гости дека ќе морате да постапите така што ќе постапите. Него кога е тоа секојдневно е проблем. А овдека било секојдневно. Кој ќе биде фокусот во ова 2025 на министерството и на вас како министер, на што ќе се фокусирате? Новината е припадниците на националните заедници во Македонија конечно ќе имаат не само законска можност што имаат, туку ќе имаат и финансиски средства од министерството за обележување на нивните национални денови, што е најдено општо одобрување кај припадниците на заедниците. Програмата за работа со невладиниот сектор посебно ќе ги опфати припадниците на помалите етнички заедници кои досега од министерство не добивале ниту еден денар. Напротив, сега ќе посветиме поголемо внимание и на нив. Гледам, има во состаноци скоро сите невладини организации на заедниците во државата. Гледам дека позитивно реагираат. Меѓутоа, она што еве и сега кај вас и на нив го кажано, ние направивме таква комисија, таков широколик состав на комисијата да просто нема да има простор за никакво надворешно влијание. Значи ќе се проценува исклучително квалитетот на проектите, а нормално процентуално ќе мора да бидат застапени припадниците на помалите етнички заедници. Тука имаме проблем не само во министерството, туку има проблем и кај невладиниот сектор на помалите етнички заедници. Тоа е капацитетот на заедниците, односно капацитетот на луѓето кои ги водат тие работи. Тоа е капацитетот и во министерството и на луѓето по невладиниот сектор гледам дека е доста слаб и тука ќе треба да поработиме малку повеќе и ние како министерство, но тука се договориме со меѓународните организации да организираат обуки за припадниците на помалите етнички заедници кои го водат невладиниот сектор. И да може, условно кажано, да се добие не само квантитет, туку и да има квалитет и во проектите и во работата на министерството. Тоа се клучни новини во она што следи, а она другото е традиционално грижа за припадниците на помалите етнички заедници, соодветно и правиша застапеност за помалите етнички заедници која досега не беше на никакво ниво и она што е можеби една од најважните активности на министерството е да успее да се избори во рамките на владата на државата за свое достоинствено место кое што во претходниот период беше големо, меѓутоа во јавноста, во очната јавноста загубено како значено заради криминалот кој се случува во него, така да тоа ќе биде една одговорна работа и се надам дека ќе ја завршиме успешно.
Како министер и министерство сте дел од владата, како ја оценувате еве како министер досегашната работа на владата и што очекувате следнава година, бидејќи еве сме во зародишот на 2025-та, да се случува и да биде фокусот токму на действувањето на вашата влада? Па она што сега јас тука сум малку удвоена улога би сакал да кажам, она што е битно за функционирањето на министерството, мислам дека во најголем ред и мене беше интенција да се постави на здрави нозе, да може да функционира, условно кажано, било кој да биде утре министр, министерството да има свој пат по кој ќе оди. Ако успееме, а успеавме веќе темелите на министерството, успеавме сите документи кои се потребни, сите правилници, одлуки, се она што е потребно за функционирање на министерство да обезбедим во изминатите 4 месеци. И интенцијата беше да било кој утре да дојде во министерството да раководи, да има база на основа на која ќе може да функционира. И тоа беше клучната работа и таа клучна работа мислам дека ја завршуваме сега деновиве со усвојувањето на програмите на владата, мислам дека тоа ќе го завршиме за не повеќе од 10 дена. И да се посвети именно на вториот дел, што јас во првите 4 месеци исто ми беше дел од активностите, а тоа е борба за економски напредок. Таму каде што се ангажирав, има сериозни резултати, така да се надам дека и во 2025 година тие резултати ќе продолжат со несмален интензитет. Станува збор за она што се случи во македонските железници, каде што од фирма Загубар, која цело време функционираше на државни јасли, стана профитабилно предпријатие, сами себе луѓето се обезбедуваат пари, така да поголем успех од тоа, дајте како што би бил поголем успех од тоа, мислам, ако се зафатите со нешто, да го ставите на здрави нозе да функционира и да се надевате дека во оваа година ќе почнеме со изграда на брзата пруга. Јас реков минатата година пред претседателските избори во Соединетите Американски држави дека доколку победи Трамп, утре дента ќе почнеме со изградбата на брза пруга низ Македонија. Еве се случи тоа, оваа година се очекувам дека и првите прагови ќе бидат поставени. Се работи веќе, министерот за транспорт и врска веќе работи на таа тематика. Работите веќе се одвиваат во нормална процедура. Требаше да биде потпишан некаде крајот на ноември 4-партите договор меѓу Унгарија, Србија, Македонија и Грција за брзата пруга. Требаше да се потпише во Нови Сад, меѓутоа заради несреќите кои се случи во Нови Сад, сето тоа е одложено за неколку месеци. Сега мислам дека по плановите она што слушаме дека се случува со отворањето на брзата пруга во Србија од Нови Сад до унгарската граница, дека тоа ќе биде некаде за месец и половина и тоа ќе бидат фактички воспоставени правните темели за почетокот на изградбата после од законски процедури. Се не очекуваат средба на стоповски комори во врска со некои инвестиции во Македонија, мислам стопанските комори на Македонија и Србија, и не очекува некаде почетокот на февруари заедничка седница на владите на Србија и Македонија. И она што провејува низ македонската јавност, се уште нема добиено свое право на граѓанство, тоа е учеството на македонското стопанство во Београд Експо, меѓутоа тоа е посериозна тема која бара посериозен пристап, затоа што големината на проектот или големината на финанските бенефити кои треба да бидат постигнати се многу големи и бара малку посериозен пристап, инаку Македонија даде согласност за учество, ако веќе граѓаните ги интересира, за учество на Београд Експо 2027 година. Едно од првите 28 држави кои се, мислам дека Македонија е меѓу првите. Очекувате инфраструктурата, економијата, односно подобрувањето на економијата преку инвестициите и битката со криминалот кој што е актуелна и корупцијата да бидат основните премиси на владата во 25-та? Да. Тоа премиерот веќе неколку пати го кажува. Трите столба. Граѓаните барат, генерално знаат дека ова со економијата може да се развива во исправна насока од аспект што доволно е само да бидете, да домаќински да работите, па да работите да функционират во некакви си нормални рамки, плюс тоа ако се ангажирате повеќе, ако имате повеќе странски инвестиции, тоа ќе биде еден голем плюс. Меѓутоа граѓаните се заинтересирани конечно за правда и функционирање на правната држава. Доколку успееме тука некаде да направиме позитивен ишекор, мислам дека нема да има никакви проблеми оваа година и мислам дека она што е
проекција за нели кога се говори за политика се говори за една година напред, тоа се таргетот нели локални избори ќе биде успешно реализиран од страна на владината коалиција до крајот на годината. Кога зберам успешно бе реализирано, мислам дека преку програмите, преку работата, преку се она што следи да се верификува со победа на локалните избори, која уште сега можам да потврдам ќе биде убедлива. Ви благодарам што бевте дел од Надкаст. Ви благодарам што ме повикате. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Ова се гледаме следниот четврток, 20 часот, да сте ни живи и здрави.